Почитувани господине Пајковски, почитувани браќа и сестри македонци, никој не се памети по тоа што имал при живот, туку по тоа што оставил по смртта. А Лимановски и Жерновски оставија сведоштво достојно за почит. Авангардно е нивното дело, меѓу македонците по потекло, муслимани по вероисповед, меѓу македонците воопшто. Со своето дело всадија свест дека и за македонците муслимани, како и за македонците христијани, сонцето подеднакво грее над Македонија, дека сите заедно сме неотугив и нераскилив дел од македонскиот народ од исконо до бескрајот. И бидејќи крвта вода не бива, не сме браќа затоа што се испазаривме над нечија туѓа несреќа, да бидеме тоа што не сме. Не сме браќа затоа што други не платија македонци да сме, браќа сме затоа што иста мајка Македонија не родила, иста мајка Македонија не задоила, од иста мајка млеко сме цицале, во нашите вени од праискона иста крв македонска тече. А Бог е еден и единствен за сите. Лимановски ги одврати асимилаторските тенденции меѓу македонците со исламска вероисповед, ги втемели македонците со исламска вероисповед кон корените на матицата мајката Македонија, каде што и припаѓаат, кон македонскиот народ како една и единствена целина. Професор доктор Нијазе Лимановски покрај целиот негов животен опус ќе остане запаметен како основоположник на културно-научните манифестации на македонците муслимани, формирани на 10 ноември 1979 година, пререгистрирани во Сојуз на македонците со исламска религија во 1998 година. Лимановски се вложи во борбата за еманципација на овој дел од македонскиот народ, покаже и докаже дека Куранот се чита и на македонски јазик, дека верата во Бога не одродува, дека Бог подеднакво сите не сака, затоа што Бог е мир и љубов, а не војна и омраза. Лимановски и Жерновски покажаа дека Аллах не се сака само со султанот и калифот, верата не е робство, туку слобода, откровение за Бог, универзумот и човекот, за смртта и за животот. А насилството, агресијата и убиството на иноверните, неверните и кривоверните, затоа што некои се сметаат за поголеми од Бога, е дело на сатаната. Тоа не е Божја промисла. Бог живее во сите и Бог сме сите заедно. Далекусежно е делото на Лимановски во заштитата на етничкиот, јазичниот, културниот, верскиот, историскиот и државниот идентитет, континуитет, наследство и простор на македонците со исламска вероисповед. Се уште одзвонува ехото од интервјуто на Реисот во 2013-та, цитирам: македонци муслимани нема, тие се инвитро нација што ја создава ВМРО ДПМН, тие се торбеши, а не македонци. Завршен цитат. Но оваа злоупотреба на Аллах од срце бликаат стиховите на саме Лимани Жерновски во неговата поема "Не викајте ме торбеш". Ме викате торбеш, но горам од љубов во секоја грудка на мојава земја. Вардар, Пирин, Егеј ми го пленат умов, на срце ги носам како пролет цветна. Веднаш изборовите на Исмаил Бојда по потекло од гора. Цитирам: ако сме муслимани, не значи дека не сме македонци, но не сме торбеши затоа што сме муслимани, ниту сме македонци муслимани затоа што не знаеме кои сме, туку на православните да им дадеме до знаење дека не сме ниту турци, ниту албанци или бошњаци. Гордо велиме: браќа православни, ние сме само македонци. И Исус и Мохамед се пророци на мирот и љубовта, а не на омразата и на војната. Завршен цитат. Почитувани, и натаму остануваат иницијативите. Гимназијата во Ростуша да се преименува во Нијазе Лимановски. Основното училиште во Жеровница да се преименува во саме Лимани Жерновски. Во Скопје да се изгради паметник за македонците со исламска религија, именуван Распукани Бигори. И да продолжи културната манифестација Жировнички писок за помен и спомена саме Жерновски, кому на 27 февруари 2013 година му поставивме спомен плоча на неговата родна куќа.
да го реанимираме одржувањето на традиционалните средби на македонците од Горна, Долна и Мала река од името рекански средби. Почитувани, во времето на Отоманската империја дел од македонците го примиле исламот, го задржале јазикот македонски. Дел од македонците го задржале православието, го прифатиле јазикот на башибозукот. Како што би и ние саме, така и сите ние заедно мораме да ги спречиме процесите на денационализација и асимилација кои тлеат во Лабуништа, Подгорци, Пласница, Центар, Жупа, Количани и во други места. Не страдаат само нашинците во тие краишта, таму крвари Македонија. Погубен е саудискиот вахабизам и салафизам меѓу македонците кои во исламот веруваат, затоа што единствената цел на таа политизација на исламот е асимилација и денационализација на дел од македонскиот народ. Македонците православни должат јавно извинување до македонците муслимани за сите историски и обштествени неправди, со порака за се македонско помирување и обединување заради одбрана на името на државата и идентитетот на македонската нација. Да го продолжиме сите заедно делото на Лимановски и Жерновски, да не дозволиме 180.000 македонци муслимани да бидат оставени на асимилацијата во турци, албанци и бошњаци, на иселување во Турција, Италија и белиот свет, без развој на селата каде што живеат, на образование на немајчин јазик во својата матична држава Македонија заради коалициски пресметки и интереси. И никогаш да не заборавиме дека Македонија колку е држава на македонците православни, толку е држава и на македонците муслимани. Но бидејќи православните се мнозинство, нивна е и одговорноста поголема кон овој дел од македонскиот народ да ги заштитат од асимилацијата и денационализацијата. Треба да ги има во власта толку колку што ги има во државата, треба да се образуваат на мајчиниот македонски јазик во сопствената татковина, да има развој и вработување и за нив, затоа што македонците муслимани, како и македонците православни, не се ништо друго, освен отугив и нераскинив дел на единствениот македонски народ. Тие се само македонци. Вечна им слава и спомен на професор доктор Нијазе Лимановски и на саме Лимани Жерновски, и нека Господ Бог не благослови сите нас. На крај, честит Рамазан на муслиманите, почетокот на рамазанските пости. Ви благодарам.